Запалењето на страништата и оризовата слама во нивите реагираа поголем број граѓани кои сметаат дека опожарувањето на оризовите полиња е повеќе штетно отколку корисна работа. Со палењето земјоделците настојуваат да изгорат сламата и плеверите кои подоцна им пречат во орањето на нивите. Дека ќе се стае тоа сламата што е, не може да изореме нивите, мора да се палат. Оризните не може, а крските треба да ги чисти. Штетно е, ама ние земјоделците што ќе правиме? Дека да ставаме, не може да посееме. Сад да сакаме жито да сееме, не може да посееме. Ние не може да изореме со тоа сламиште, мора или да си имаме да си сече травата прво, немаме си пари да си купиме машини за да си сече и да поклопеме. Меѓутоа, штетите кои при тоа ги предизвикуваат се повеќе кратни. Први реагираат ловците, според кои огинот го уништува полезниот дивеч, а индиректно го остава без храна во зимскиот период, бидејќи заедно со сламата горат и остатоците од ориз и други житарици при жетвата, семето од разни треви и слично. Од ловна гледна точка тоа е казниво со закон по член 23 од Законот за ловство. Е казниво, значи, палењето на страништа, плевели и секој растителен отпад. И глобата за овој прекршок изнесува негде од 1500 до 3000 евра. Од наша гледна точка, значи, тоа не е погодно за дивечот, поготово во овој период, бидејќи знаеме со палењето на страништа се намалува ловопродуктивната површина, местото за гнездење, поготово на птиците, на ситниот дивеч, површината каде што се храни, и тоа доаѓа во зимниот период до намалување на ресурсите за прехранување и станување. Ние досега, значи, презимавме превентивни мерки, имаме соработка со земјоделците, значи, преку разговори, преку опомени и ред други, значи, мерки, за да ги едуцираме земјоделците и опоменеме дека таа мерка не е популарна. Сега постојат, значи, нови методи за ичистување на сите овие страништа и плевила, што треба веќе да ги преминуваат. Апелираме до сите земјоделци, значи, доколку тоа не е необходно, да се воздржуваат од таквите мерки и да преминуваат современите мерки пропишани со закон. Земјоделските стручњаци апелираат да не се пали оган на отворено од повеќе причини. Од агрохемиски аспект, оваа мерка, палењето на страништата е штетна, бидејќи со палењето се губи голема органска маса, која што е богата претежно со азот, кој што оди неповратно во атмосферата. Различни остатоци жетвини од различни култури имаат различен процент на азот, фосфор и калиум, кои што, доколку бидат заорани, се враќат во почвата и на тој начин се подобрува микробиолошката активност во почвата и овие хранливи материи не биват неповратно изгубени. Пожелно е, значи, остатоците, сепак жетвените остатоци да бидат заорани и со заорувањето на жетвените остатоци за подобра микробиолошка активност да се додадат 0,3 до 0,5 килограми азот на тие површини и со цел да можат да се искористат и да настане трансформација на таа органска маса и ќе биде искористена хранливите материи, ќе бидат искористени за наредна сеидба, наредна вегетативна сезона. Според тоа што деновиве можеше да се види во Кочанската котлина, гореше слама и страништа во повеќе атари. Тие што не стигнаа есенва, сламата ќе ја палат на пролет пред сеидбата. Останува отворено прашањето дали и кога ќе се променат старите навики.